Играм, лупам на тоа цела вечер, штокче, тоа, цигари, струеш и зазвони. Од време на време и ќе задзвонеше кај мене. Тоа е нешто како сега 20.000 денари. И ја девојче, и доаѓа она. 5 сат са бајле веќе. Дај викам сега уште едно еспресо и уште еден дупли шток со 3 коцки мраз правилно распоредени, така нарачував јас шток. И она се враќа, ми носи кафе, ми носи шток и ми вика мене. Може да ве прашам нешто? Да, повели, што барате вие овде? Девојка од 20 години му кажува на чичкова од 50 и кусур. Му ја кажува вистината во очи. И вака ја гледам, ландов неа во очи, гледам дека е искрена и она не престанува да ме гледа директно во очи. Ја викам, срце мое, ни ја не знам што правам овде. Но ова е најдоброто прашање конкретно кој некој ми го поставил во последните 5 години. Те молам извади ги овие пари. Сега и она ги вади. Парите ми носи толку, ова половина е за тебе. Па не смеам да земам. Нема камери, земи ги. Овеќе чини советот што ми го даде од ова, но те молам да ги земеш. 20 годишна девојка го отвори очите, го уништи бесот што го има во себе. И вака си одам на кај дома и си викам, абе говедо едно, стварно, што бараше ти таму сега? Пари ти треба? Не. Па што бараш? Можеш да пушиш и да пиеш, па и дома можеш да пушиш, и у кафана можеш да одиш и кај другарите дома. Така и уште неколку пати после тоа сакав да влезам, гледам дека сомнителни типови. Таму знаеш кои се мота околу тие автомат клубови. Тоа се случи на 28 кон 29, на 30 една кандидатка ја носам дома, ке ми умреше, се напивме многу, почна ми повраќа. Значи, ми се случуваат неколку работи во неколку дена. Ова најискрено го кажувам, првпат го кажувам. И на ден на Нова година, 31 декември, сум договорен со Весна дека ќе одиме вечерта да чекаме Нова година. Збудален од 5 дена, од промоцијата не застанат. И се сеќавам дека ова се случува. Влегувам во купатило, се гледам во огледалото, го земам бикчето, на него ставам паста за заби и тргнувам да си мијам забите со бикчето за бричење. И само дека притиснам мало и само реви тоа и само осети. Кога го видов, се обидувам да ја запрам крвта, тоа знаеш колку е нежно во место колку се рад. Сега вака памтам, сега се најажи вака и од тука гледам како ми тече крв од ова вакото. И вака пуши раката и викам, абе говедо едно, ти си говедо едно. Ова мора да престане, мора да престане и вечерта престана. Како се откажуваш од едното, ова друго паралелно со него се откажуваш. Ја не се сеќам дека трезен сум влегол во казино.